За да се добие невестата, побратимите им плаќаат на незините чуварки. Но тоа нив ги чини поскапо. Додека едни го товарат чеизот на невестата, другите се трудат тој да биде поголем, дотурувајќи по нешто што не е предвидено во чеизот. При изведувањето на невестата се пеат свадбарски пригодни песни. Испраќањето на невестата од татковиот дом е најтрогателниот момент. Коњот на момчето го добеле побратимите. Разделба со татко и мајка, браќа и сестри. Последни минути со нив. Ја чека нов дом, ново огниште. Невестата сега има дулак, за да се заштити од уроци. И преку него се чувствува дека таа плаче, но тоа плачење престанува набргу по тргнувањето од татковиот дом, односно кога ќе ја превземат побратимот и побратимицата на момчето. И додека на едниот крај на селото не престануваат солзите за милото чедо, на другиот крај солзите радосници се сливаат низ бачканото лице, кое со радосни чувства и мисли со гордост го пречекува новиот член на својата фамилија. Пречекот на невестата од страна на свекрвата со леп и вино представува желба таа да биде што поплодна, да донесе мир и изобилие во куќата. За да се запази невестата од нагазување, магии, се постилаат мотавчиња по кои таа влегува во својот нов дом. Но не само тоа. За да биде секогаш приврзана кон својот нов дом, да е добра домаќинка, таа се тоцнува на очекот и замесува во мешарката. По свршувањето на сите овие адети, невестата се постава на папрат за да губее. Во рацете се дава срамник, една шамија, која невестата не ја остава се додека трае свадбата. А за да невестата живее со здивот на момчето, да бидат една душа, тој, кога невестата веќе се срами и губее, и упнува во лицето и ја попрскува со вино. Венчавањето во црква во Галичник станува по доведувањето на невестата во куќата на момчето. Кога се оди на венчавање, девојките пеат: Ситно одит, моме на венчање. Прашајте ја зошто ситно одит. Чест му има на милион свекор, чест ја има на мила свекрва, чест им имат на мили девери. Религијата, за да ги запази своите позиции, ги толерира овие обичаи дури и за време на верскиот обред венчавање. За време на венчавањето, над главите на младоженците се држи крпа, за да ги запази од лоши очи, уроци од озгора. При честитањето во црквата, секој бива ударан по грб, да се фатат неговите желби и честитки кон младоженците. Вечерта по венчавањето,
зетот се води на затворение. Зетот од побратимот, а невестата од побратимицата се воведуваат во тајните на бракот. Постарите раскажуваат дека порано на овој ден 30 и повеќе чифта тапани одекнувале дури до Маврово и албанските планини. И додека пред куќа се вијат весели ора, а постарите се подкрепуваат на богатата трпеза, во собата пред пристапувањето невестата го соблекува момчето. Адет останат од постаро време, кога момчињата ги женеле уште многу млади, а невестите биле несразмерно постари, што представувало пополнување на работната рака. После сите церемонии и подигравки што по цел ден се прават на сметка на младоженците, после прислушувањето на врата, свирење на езгија, кршење на шутка, колку парчиња толку деца и утврдувањето честноста на невестата, привршува галичката свадба.